Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети и Треновски, почитувани. Почитувани слушатели и Facebook пријатели, како што знаете, секоја сабота оваа време на Македонски корени е резервирано за разговор со наши гости, а знаете дека наш и ваш гостин за денес е господин Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Со господинот Никовски ќе ги анализираме актуелните теми на политичка сцена во Македонија и пошироко, почитувани, како и теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Ке зборуваме за чествувањата на најголемиот и најсветол македонски празник Илинден и Крушевската република, но и првото заседание на АСНО. Ќе зборуваме за пораките кои ги испрати председателката Гордана Силјановска-Давкова од Пелинце и од манастирот Свети Прохор Пчински, за пораките кои ги испрати премиерот Христијан Мицковски од Мечкин Камен и од Ташмаруништа, како и за пораките на председателот на собранието Африм Гаши. Ке зборуваме за инцидентот што се случи на Скопскиот аеродром и за мешаноста на обезбедувањето на председателот на собранието Африм Гаши. Ќе зборуваме за средбата на председателката Гордана Силјановска-Давкова со македонците од Албанија, а ќе зборуваме и за барањето на вреди за отварање на Албанска академија на науки и уметности, паралелна на постојаната Национална академија на науките и уметностите. Ке зборуваме за надворешната политика и кон каде се движи, а ке зборуваме и за обидот на Кина да ги спречи пратениците Антонио Милошовски и Фатмир Бетики да учествуваат на овогодишниот самит на Интерпарламентарната алијанса за Кина во Тајван. Ќе зборуваме и за ангажирањето на така наречениот експерт Пол Вилијамс од страна на ДУИ и коалицијата Европски фронт, односно ДУИ, а ќе зборуваме и за изјавата на американскиот заменик државен секретар Джеймс О'Брајен, поврзана со Македонија и македонските евроинтеграции. Почитувани, ова се само еден мал дел од темите за кои во следниве 80 на 90 минути и односно онолку колку што ќе има потреба нашиот гостин Ристо Никовски да одговори на поставените прашања, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се приклучи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господин Никовски, добро ви утро и добро дојдовте на Македонски корени и честит Илинден. Нека е за многу години Илинден, тоа е најголемиот празник на македонскиот народ, како што е Илинденското востание во 1903 година, а уште повеќе мора да се нагласи втори Илинден 1944 година. Денеска, односно вчера, славевме 80 години нашата држава, која беше создадена токму на 2 август 1944 година. Тоа е денот на современата македонска држава, во која ние денеска живееме, а кога кажувам дека тоа е современата македонска држава, имплицитно се подразбира дека имало и порано македонски држави, да не ги набројуваме сега сите, кои очигледно им пречат на нашите соседи, али тоа е веќе нивни проблем, не наши, иако последиците се главно наши. Поздрав на сите македонци, каде и да се. Добро утро или добар ден за Македонија, добро вечер за Австралија, и македонците се неуништиви, а тоа покажа и овој 2 август, кој е навистина нашиот најголем национален празник. Добро ви утро и честити двата Илиндени и од мене, господине Никовски. И денес од се срце ви благодариме што ја прифативте нашата покана за ваше учество во Македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте повторно со нас. Видите, тоа е моје задоволство, иначе ќе ви кажам дека сега во овој момент во Скопје почнува да врне. Тоа е голем момент, бидејќи изложени бевме на исклучително високи температури. Јас имам доста долга меморија и не се сеќавам да имавме така високи температури воопшто до сега. Овој дожд сепак дава надеж, бидејќи сушата беше огромна и велам, ако не заврнеше, а врне инцидентно не низ цела Македонија, дај Боже да ја зафати целата
на еден или друг начин, покрај другото да ги изгасне и пожарите, али во кој случај, велам, опасноста е да се исучат дури и дрвата, а не само овие земјоделските површини. Очигледно дека е Бог со нас и потврдува уште еднаш дека Бог ја создал Македонија сред лето да врли дожд баш тогаш кога е најпотребно. Так. Се надеваме, Точно, господине. ако не падне кога треба, све е другото залудно. Так. Се надеваме ќе го задржиме вниманието, како и секогаш на сите наши слушатели и гледачи со ова ваше интервју овде на Македонски корени, почитуван господине Никовски. Доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат поставени на екран, ако сметате дека треба да им одговорите на истите. Нема никаков проблем. Така. Во четвртокот вечерта, во пресред на најголемиот и најсветол македонски празник Илинден, со читањето на Крушевскиот манифест, започна манифестацијата 10 дена Крушевска република, со што, како што рековме, започна и чествувањата на 121 година од Илинденското востание и Крушевската република и 80 години од првото заседание на АСНОМ. Оваа манифестација за отворена ја прогласи министерот за култура Зоран Љутков. Како ќе го прокоментирате неговото обраќање, во кое обраќање ниту еднаш не се спомна насилно наметнатата кованица, туку напротив, се слушаше само Македонија, македонски, македонска, за разлика од она што го слушавме изминативе 7 години од поданичката власт. Тоа е реалноста. Веќе е најавена од нашата председателка Силјановска Давкова, кога ја полагаше својата заклетва во собранието. Тоа ќе се покористи се повеќе и повеќе и мислам дека со тоа ќе мора да живеат и нашите соседи. Вчера, например, јас имав интервју за српска телевизија во врска со средбата меѓу Вучич и Силјановска и празникот Илинден, и водителката нормално најавуваше Северна Македонија, јас реков, јас ве разбирам дека вие мора да окористите таа додавка која е накарадна, која е за нас неприфатлива, ние сме Македонија и ќе остане Македонија, и би ве замолил кој ќе можете избегнувајте, разбирате. Верувам дека тоа и нивните гледачи тоа го сватија како една наша заложба. Се промени власта, се променија вредностите, се промени, се врати нашето достоинство, разбирате. Тоа претходно срамно повторување северна зборуваше за луѓе кои немаат личен респект за самите себе, разбирате, значи немаат респект, а не пошироко за државата. Меѓутоа, знаете, од друга страна пак албанците во Македонија, значи нашите сограѓани и соседи, никој од нив не вели Македонија без северна. Тоа покажува дека една скриена намера, тоа покажува нешто што де факто е против интересите на македонскиот народ. И мислам дека новата власт во сите тие, направивме коалиција која изгледа сепак функционира покрај сите проблеми и различни интереси, нашиот дел од власта, значи мнозинството, треба на убав начин да им објаснат на тие нивни партнери, кои се обидуваат на некој начин да бидат поинакви од ДУИ. Кој беше катастрофа целосна, разбирате? Меѓутоа, очигледно продолжуваат со активности, со проекти, со намери кои не покажуваат дека им е важна едината нова наша заедничка држава, али нашите од власта, од позиција треба да ми објаснат дека промената на уставот, например, значи крај на македонскиот народ, дека целта е да се избрише македонскиот народ, да ние се бугаризираме и да им се каже, ако сте вие за такво нешто, да кажете отворено, тогаш нема ни да коалицираме. Значи, ќе сме на различни страни од барикадата, разбирате? Значи, нашата власт треба све повеќе да го објаснува тој факт,
дека има, тоа е очигледно, значи не може некој кој ги следи политичките состојби во држава да не разбира дека целта е бришење на македонскиот народ, дека се што се прави по распадот на Југославија е да се затвори македонското прашање, да затвори македонското прашање може само со бришење на македонците. Велам, така да ова што министерот за култура и што самиот премиер и со другите министри често повторуваат Македонија и Македонија, тоа е нешто со кое ќе живееме се повеќе и повеќе, а нашите јужни соседи, сакале или не икеле, ќе мора да се согласат со тоа. Меѓутоа, лично сметам дека, бидејќи реакциите од Атина, конкретно во дадениот случај се оштри, жестоки, разбирате, треба да се бара средба. И јас предлагам, дори некаде би си напишав, дека средбата треба да биде, да ја побара нашиот министер за надворешни работи, која не мора да биде ни во Скопје, ни во Атина, може да биде во Брисел, например, разбирате, на неутрален терен. И со грците да се разговара, исто како што претходно реков дека мора да се разговара и со албанските политички партии во држава, разбирате, да се објаснат работите. Јас се напишав една колумна во која објаснив дека според катастрофалниот договор од Нивици, нели така, во членот 7 апсолутно не се негира правото наше да користиме Македонија, македонски, македонско, македонска, разбирате. И како и во секој договор меѓународен, кој има секојаш две тумачења, кој е билатерален, или ако е мултилатерален, има мултилатерални тумачења. Значи, треба да се повикуваме на тоа што нам не одговара. Членот 3, разбирате, од договорот, кој има цела азбука, тоа сме го спомнували и кај вас, разбирате, од обврски за нашата земја, нека се биде тамо, ама ние ќе се повикуваме на членот 7, паќате. Значи, сега албанците ни зборуваат за Охридскиот рамковен договор, за некаков дух бараат. Ширате како, не знам, измислуваат, само за да ни наметнат своји интереси. Така да и ние мораме да се браниме, да ги браниме нашите интереси. Тоа е основната задача на секоја влада. Како што рекол Лорд Палмерстон, британскиот премиер во предминатиот век, сега во 19 век, кој најдолго време беше на чело на Велика Британија, вели: пријателите и непријателите се менуваат, трајни се нашите интереси. И задачата на секоја власт е да ги брани тие интереси, разбирате. Нашата претходна власт работеше све против македонските интереси. Оваа власт сега покажува одлучност, подготвеност да ги брани нашите интереси, почнувајќи и од ова што како се обраќаше министерот за култура и другите, главно се на иста линија, осим со исклучок на албанските министри, разбирате, и тоа треба да стане наша пракса. Значи, власта е избрана да ги брани интересите на македонскиот народ, не да ги брани интересите ниту на Европската унија, ниту на Бугарија, ниту на Грција, ниту не знам кого, туку на македонскиот народ пред се и на македонската нација, односно сите жители граѓани на оваа држава. Така да, за поздравување е тој гест на министрот за култура и треба да биде пример за сите други министри. Премиерот Христијан Мицкоски по повод чествувањето на Илинден, Крушевската република и првото заседание на АСНОМ, еден од најсветлите македонски празници, присуствуваше на Мечкин камен во Крушево, каде што имаше и обраќање пред присутните. Како ќе го прокоментирате неговото обраќање? Какви пораки испрати и каков е вашиот став за овогодишното чествување, за разлика од претходните години, од кога на власт беа оние кои го променија историското име на Македонија? И ако сакате неколку зборови за слоганот "Борбата трае", но и за двојазичноста при читањето на Крушовскиот манифест? Видите, во вордингот, што би рекле на полуанглиски, односно во дикцијата, односно во зборовите, во пораките кои беа испратени на овој Илинден, имаме сосема поинаква дикција отколку што беше случај со претходната власт. Самата порака на премиерот
Мицковски дека борбата продолжува, покажува дека сите досегашни капитулации, срамни порази кои доживеавме во последните 7-8 години, а и порано имаше такви порази за жал, во сите овие 30 години на целосна македонска независност. Значи, борбата продолжува, нема капитулации, нема предавства и нема голтање на кнедли заради нечии туги интереси. Велам, пораките кои ги прати Мицковски и она негова убава синтагма дека нема да разговара за теми или за теми кои создаваат тензии и злоупотребуваат етнички прашања, разбирате. И тоа е апсолутно нешто на кое мора да се опстои. Доста беше со толеранција, разбирате. Подоцна ќе зборуваме и околу овие предлози за некаква нова измислена албанска академија на науките во Македонија, али велам, доста беше со теми кои разделуваат, теми кои водат во некакви интереси на соседите, туку да се концентрираме на она што е од значење на народот што живее во оваа држава, на македонската сегашна нација, во која имаме, освен македонците како најбројен народ, имаме и представници на албанците, на ромите, на србите, едно чудо, други, разбирате, етнички така наречени заедници. Дајте да се концентрираме што на најважно, значи борбата е, како што порача и Силјановска на свој начин, за да сите живееме подобро, а не да се колеме и да се бркаме и да се конфронтираме за некакви туги интереси, за некакви туги аспирации, за некакви туги визии. Така и председателката Гордана Силјановска-Давкова своје обраќање по повод чествувањето на Илинден и Крушевската република, но и на првото заседание на АСН имаше во меморијалниот центар во Пелинце, имаше и средба со српскиот председател Александар Вучик во манастирот Свети Прохор Пчински, каде што се поклони пред привремената спомен плоча и положи цвеќе. Како ќе ги прокоментирате нејзините испратени пораки од Пелинце, но и средбата со српскиот председател Александар Вучик? Пораките беа изворени исто така. Таа, например, направи убава компарација кога рече дека вредностите на АСНОМ се вредности на Европската Унија. Значи, тоа што сега сакаме да го постигнеме со некако членство во Унијата, де факто корените се во нашиот АСНОМ, разбирате. Тоа е точно. Значи, ние дајте да се концентрираме на тие реални вредности кои се универзални и за кои тежне и за кои има аспирации јасни и недвосмислени македонскиот народ и сите граѓани на оваа држава, разбирате. Така да, велам, за разлика од порано, меѓутоа, мене морам да признам, малце ми пречи што и во говорот на Мицковски на Гмечкин камен и во говорот на Давкова, на Силјановска Давкова во Пелинце, не беше премногу нагласена улогата на Илинденското востание. Печатокот мој е дека тоа беше некој договорен обид и напор да не се провоцираат бугарите, што за мене е грешка, разбирате? Од една страна тоа може да биде позитивна тактика, меѓутоа и изразените, сега имаше интервју долку во вечерот до министерот на надворешни работи, меѓутоа и другиве наши лидери повторуваат флоскули кои, морам да признам, не држат многу вода, а тоа е некаква надеж, некакво очекување дека нашите соседи ќе се променат, ќе сватат дека тоа што го прават е нецивилизацијско, дека тоа е на еден начин терор, ако сакате, насилство и дека ќе ги прифатат нашите апсолутно издржани и универзални барања да не биде доведено во прашање нашиот идентитет. Пораката на Мицковски на тој план беше најдиректна кога рече спремни сме за разговори, спремни сме за решенија, али никако на сметка нашиот национален идентитет. Велам,
Тоа од една страна се нагласува и така треба да биде, и тоа е клучот. Меѓутоа, очекував лично дека тоа Илинденско востание малце повеќе ќе се спомнува и дека тоа е символ на нашата. Може би преголема е желбата Рекол тоа да го дека- слушаме господин Никовски, меѓутоа трпение, спасение стоите во Библијата. Порека, Не, вие тоа се реколте сложувам, често велам. пати дека со усул. Не, јас се сложувам, велам, само и нагласувам дека пораката е изворедна. Меѓутоа, и она што е нашата, да речам, вредност, што е нашата историја, тоа треба да се повторува. Треба Ако да се некој му нагласува, пречи, така. тоа е негов проблем. Велам, трпение, спасение, знаете, во суштината е да ја постигнете целта, а не да провоцирате некому. Така да, тоа јас го разбирам, меѓутоа мене реков лично ми пречи што тој историски факт за нашиот народ, знаете, кога се спомнува Гоце Делчев, кога го славиме 150 години го славиме, разбирате, или колку веќе помина од неговата смрт, сваќате, разбирате. Значи, тоа се наши вредности и од тие наши вредности не треба да се бега, сваќате. Значи, преку нив треба да се дојде до целта, али се сложувам, велам, и дипломатија да се остави во тоа, како викал и Љапчев, породешниот речесчанецот кој беше премиер и на Бугарија, кој велел соарно субаво и со тупаница по глава, разбирате. Така да мора да има комбинација и на едното и на другото. Господин Никовски, дали е дојдено времето да се поттикне прашањето околу ова наше спомен обележје, мислам на манастирот Свети Прохор Пчински, за да го вратиме македонското достоинство? А видите, на тоа не ви одговорив. Мислам дека, знаете, до сега беше проблем да се оди во Прохор Пчински од страна на Српската православна црква, да се чествува на било кој начин нашиот тој голем ден, создавањето на современата македонска држава. Овој пат Србија покажа извонреден осет за нашите интереси и не само што беше добродојдена нашата председателка во Прохор Пчински, туку дојде лични председателот на Србија да го подели тој значаен ден за нас, што е мора да се признае гест, врвен гест кој мора да го почитуваме. Велам, односите меѓу Македонија и Србија се извонредни. Едини сосед со кој немаме проблеми е Србија и пораките кои таму ги испратија и Вучич и Силјановска Давкова се навистина извонредни и на нив на кои треба да се работи, на реализација на сите тие проекти, на зголемување трговската размена која расте, на поврзувањето меѓусебно со изградбата на брза железница и слично. Меѓутоа, клучен во тој дел на соработка е фактот што неодамна двајцата министри за внатрешни работи имаа средба и констатираат дека функционирањето на меѓусебната граница со третманот на трговските стоки, на камионите, поточно на транспортот, е се уште на многу ниско ниво, се чека со сати, а тоа е недозволиво и дека треба се најдат сите можни решенија да тоа функционира по-слободно, по-директно, да се најдат, велам, решенија секогаш има, само прашање е подготвеноста да се дојде до тоа. Затоа што ако сакаме да одиме во Европа, ако сакаме да се развиваме што побрзо, што интереси на Србија и на Македонија и на целиот регион, ако сообраќајот не функционира, ако на границите се чека со сати стоката, разбирате, тоа е напротив, тоа е пречка за побрз развој, пречка и за побрз развој на соработката со соседите. Господин Никовски, кога сме на тема чествувањето на овој светол ден, имавте ли можност да го проследите излагањето, односно обраќањето на спикерот Африм Гаши по повод прославата? И ако имавте, каква порака испрати, што ќе кажете за неговата порака која што испрати? Видите, и тоа беше во рамките на очекуваното, тој главно се концентрира на европската интеграција и тоа е во ред. Знаете, тие моментално, значи тоа е сепак во рамките на вордингот, во рамките на речникот кој го користи албанските политички лидери во земјава,
значи нагласување на европската интеграција, а на некој начин за поставување на интересите на македонскиот народ. Значи тоа е апсолутно во рамките на очекувањата и велам, клучно е тука да во самата коалиција да нашиот дел од власта ги објасни сите тие клучни интереси на македонскиот народ, кои се загрозени за жал моментално, и да бара да и албанската страна што повеќе се приклучува, се согласува со тие релевантни факти, разбирате, и да тука што повеќе имаме едногласност, зашто што желбата да одиме во Европската Унија е апсолутно на сите граѓани на оваа наша држава. Тоа носи вредности, тоа носи добивки, тоа носи напредок, тоа носи, велам, решенија кои се во интерес на секој граѓанин, меѓу другото, функционирање на судството, функционирање на здравството, на образованието, на сите оние секојдневни или така наши активности, и затоа тука треба се најде заеднички интерес, заеднички речник кој ќе ги изразува интересите на сите, да се избегнат оние безсмислици, разбирате, кога од албанските политички фактори, се главно од опозицијата, која не може да се свести на Дуи дека не се на власт после 20 години, дека не се во можност да прават што сакаат, па зборуваат за глупости дека по општини ќе се оделува во Европската Унија, што веламе надвор умот, али велам, тоа е и наша вина што недоволно сме ги упатиле, ако сакате, информирале, увериле во тие некои наши, велам, интереси, бидејќи сепак не треба да се заборава и не треба да се зафрла на страна фактот дека македонците се мнозинство во оваа држава и дека не може на никој начин да се занемаруваат и да се ставаат настрана интересите на мнозинскиот народ. Основно правило на демократијата е владење на мнозинството. Пардон, не значи дека на малцинството и дека оние што се помалобројни ќе бидат запоставени или искористени и злоупотребени, ама дека главниот збор секаде во дипломатија, односно во демократијата го има мнозинството. Тоа мора да биде во нашата држава. Господин Николски, пред да го поставам следно прашање, на кратко само доколку сакате, доколку мислите дека треба да одговорите на господинот Бранко Николовски. Тој прашува како ќе се справи Мицкоски со четворицата јавачи на апокалипсата во владата на Република Македонија? Видите, мислам дека се на прав пат. Мислам дека полека, она што рековме, убедувањето кое се прави дека некои работи се неприфатливи, дека се на штета на македонскиот народ, иако тоа треба, како што нагласи, да биде уште по-содржајно и да речам, понагласено. Значи, факт е, неспорен факт е, дека албанскиот дел во ова наша држава, односно албанците, македонските албанци кои живеат тука заедно со нас, со кои сме комши, пријатели, нели така, со кои соработуваме и мораме да соработуваме, дека има тука големо албански влијание, има голем дел или добар дел од албанските политичари кои работат за албанската кауза на штета на македонската, што и подоста ќе го коментираме со непосредни случувања во овие денови. Значи, суштината е да таа наша коалиција, која е неизбежна, албанците треба да се во власта, меѓутоа, нивното делување прво мора да почнува од солидарноста кон оваа македонска заедничка држава, разбирате, и после тоа да се гадат сите и решаваат сите конкретни прашања. Велам, пораката која Мицкоски испати дека ќе бараме решение за све, али никогаш на сметка за националните идентитет на македонскиот народ, тоа важи и во однос на албанците. Велам, тоа е суштината и мислам дека тоа се повеќе ќе доаѓа до израз, бидејќи оваа власт е спремна да некои работи врати на претходното ниво, кога, нели така, што ќе биде многу тешко, меѓу нас кажано, покај другото навраќање на нашето историско и уставно име, али, знаете, што не тргнало, не стигнало. Мислам дека направени се првите чекори,
нема да биде лесно, бидејќи не се работи само за интересите на нашите соседи, него на многу пошироки меѓународни интереси, али знаете, ако сте спремен да се бори за своите интереси, ако си одлучен да го постигнеш тоа што да си го вратиш тоа што ти припаѓа, успехот нема да изостане. Во четвртокот на Скопскиот аеродром се случила драма, односно инцидент. Првично тоа било помеѓу царинската, а поточно граничната полиција и обезбедувањето на косовската председателка Вјоса Османи, која враќајќи се од Париз транзитно слетала на Скопскиот аеродром. Причината за наводниот инцидент, према информациите кои што првично излегува, била тоа што Вјоса Османи наводно го одбила барањето на граничната полиција да го отвори нејзиниот багаж. Покасно пристигнали Сабедин Синани, шефот на обезбедувањето на спикерот на Македонското собрание Африм Гаши, кој со себе повел уште и неколку мина од обезбедувањето, каде што наводно извадил пиштол, велам наводно, бидејќи ова не е потврдена информација, така само еден портал во Македонија тоа го прошири и го вперил во царинската полиција. Имате ли вие некакви потврдени информации за овој случај и како гледате на сето тоа? Имаат ли дипломатски имунитет ваквите високи личности, односно дали во вакви случаеви важи дипломатскиот имунитет, но поважно од тоа, смее ли Африм Гаши да се вмешува во вакви непотребни скандали? Може ли овој инцидент да предизвика некакви проблеми во добросветските односи? Видите, проблеми некакви нема да предизвика еден непријатен инцидент за кој вината целосно ја сноси косовската председателка, бидејќи и реакциите на косовската опозиција се што криеше председателката што не сакаше да го отвори својот багаж. Значи, тоа е рутинска контрола која се бара од сите партници према меѓународните стандарди и немаше никаква основа тоа да се избегне. Знаете, според регулативите позитивни во нашата држава, исклучок се прави само за високи официјални гости на нашата држава, кога тој третман е на некој начин потолерантен, разбирате. Значи, во дадениот случај таква нешто немаше. И затоа контролата која беше спроведена беше апсолутно нормална и регуларна и никакво спротивставување, немаше место за никакво спротивставување од страна на косовската страна. А самото појавување на безбедноста на нашиот спикер е во најмала рака сериозна грешка, во најмала рака е провокација, разбирате, и пак некакво меѓусебно албанство, разбирате, кога тие меѓу себе се штитат на сметка на оваа наша држава. Значи, не само што се покажува однос према сопствената држава, него се кршат регулативите. Велам, во МВР веќе се одредено соопштение кој не ги дава сите детали, али рече дека, а тој го изјави самиот спикер, председател на собранието, дека секој што ја злоупотребил својата функција, секој што издегол надвор до властојањето кој има да одговара. И се очекувам дека нема да биде исклучок, дека Министерството за внатрешни работи потхитно ќе преземе чекори за сите тие што ги надминале своите властувања да одговараат и тоа да одговараат на еден ригорозен начин, зашто доста во оваа држава беа злоупотреби на службената позиција, доста беше спроведување водење некакви нагласување некакви лични или национални, тесно национални интереси, туку дајте да, ако сакаме да се почитуваат законите, тоа мора сите да го почитуваат. Тоа важи за спикерот и за неговото областување и за неговото обезбедување. Така. Можно ли е ова да биде исценирано од структурите на ДУИ, која е во еден вид во политичка војна со коалицијата Влен, на што наседна Африм Гаши? Колку е вмешан ДУИ не е јасно. Очигледно, кога почнале проблемите на аеродромот, председателката лично или некој од незиното обкружување веднаш побарал помош од спикерот, бидејќи тој е албанец, не така, тој одма одговорил, пратил
своето обезбедување. Што велам, се е де факто на старата линија на непочитување на законите, непочитување на процедурите и тоа мора да се осуди. Кој да е во прашање. А дека и Дуи тоа ќе го искористи и го искористува како напад и на албанскиот дел од власта и против власта, тоа не треба да има никакви дилеми. Значи, тие за нив све што е албанско е свето, а све што е во интерес на оваа наша заедничка држава, евентуално може да дојде на дневен ред ако се што е албанско претходно се расчисти, се не така се исполни, а после тоа ќе видиме за остатокот што ќе правиме. Што е политика која не треба да биде прифатена, која мора да биде осудена и која мора да биде спречена од тие што ја водат државата. Так. Пред некој ден председателката Гордана Силјановска-Давкова имаше средба и со македонците од Албанија. Вие преку една ваша колумна упативте две пораки, едната порака со поздрав за средбата, а втората со критика за средбата. Ке сакате ли да ни ги објасните двете ваши пораки, господине Никовски? Видите, пописот во Албанија беше историски македонски пораз. Тоа беше историски пораз за нашата држава, не за македонците во Албанија, кои се со тоа нели така на најдиректно погодени и на најдиректен начин загрозени. И не знам не знам кој стоеш за тоа, меѓутоа беше добро самиот начин кога нашите лидери политички примаат представници на нашите малцинства од Бугарија, од Грција, од Албанија е позитивен чин. Меѓутоа, на првата средба, имаше и втора средба кај Силјановска пред некој ден во средата поточно, кога беа примени представниците на нашите вистински македонци од Албанија, а не како претходниот пат, кога меѓу десетина примени кај неа, само еден или двајца беа од Албанија, а другите веќе со долго време живеат во Македонија. Тие се со потекло од егејски од Албанија, меѓутоа живеат во Македонија. Тие не може да бидат представници на македонците од Албанија. Тоа беше на некој начин враќање на политичка сцена на поранешниот лидер на македонците во Албанија, Едмон Темелко, кој веќе 17 години живее во Македонија. Човек што живее во Македонија не може да биде лидер на македонците во Албанија. Тој или живее таму и ја дели нивната судбина, или живее во Македонија и својата иднија треба се бара тука. Така да не знам почива грешка и зашто, меѓутоа тоа беше нашата председателка не може да знае кои се представници на македонците од Албанија, бар не може да ги знае сите, разбирате. Меѓутоа, очигледно, некој скрои група која не беше апсолутно репрезентативна и јас тоа сериозно го критикував, а покрај тоа го критикував претходно и тоа беше прва моја критика на новата власт, разбирате, на претходна колумна министерот за надворешни работи, кој на некој начин го рехабилитира нашиот амбасадор од Тирана, кој беше во групата на повикани на консултации во земјата, со тоа што велам дека го беше рехабилитиран со некако објаснување дека тој нели така преземал активности, меѓутоа нашите институции потврлиле. Знаете, представник на нашата држава, најодговорен за ово имам држава. Јас меѓутоа ако сакате продолжите, сега говорите. Да. Тој е амбасадорот на нашата држава, разбирате. Бил тој во Албанија, особено и нагласено, или бил во Америка. Тој е тамо во центарот на настаните, во центарот на збиднувањата. И ако тој не реагира, и ако тој не мотивира и не предизвика реакции на институција во државата, тој е негов неуспех. Така да, велам, се што се случи во Албанија во пописот е тежок порез за нас сите, затоа што, да се разбереме, појавувањето на преку 7.000 бугари во Албанија и намалувањето речи на 50% за македонците таму, тоа е катастрофа. И да знаете, враќање е тешко дека ќе има. Само ќе се зголемува бројот на албанците, на бугарите во Албанија, бидејќи тоа е
меѓу другото да објасниме и интерес сам на самата Албанија, која пред некоја година дозволи да бугарите кои не постојат тамо бидат внесени како малцинство во уставот, сега ги стави во пописот, ги набилда, ги направи преку 7.000, велам, се тоа непријателски потези на албанската држава према Македонија, затоа што се што се случуваше во пописот беше во организација на албанската држава, која меѓу другото на еден отворен директен начин го поддржуваше мешањето на бугарската држава во пописот. Значи, тие дури ги испраќа со полиција албански представниците на Бугарија во Мала Преспа, секаде да влијаат на пописот, да влијаат на попишувачите и така натака. Велам, сериозен наш пораст тамо, а виновен не може да биде нити Васил Стериовски, кој е лидер на македонците во Албанија, нити да биде партијата на македонците во Албанија, нити било кој од македонците во Албанија. Виновна е македонската држава, а прв и најглавен виновен е македонскиот амбасадор тамо. Јас кога работев во Тирана, разбирате, такви работи беа невозможни. И да бев сега јас таму, мислам, не е баш ова коректно што се вика да се споменува, меѓутоа такво нешто немаше да дозволам. Затоа што тој наш амбасадор мораше да бара себе со премиерот, со председателот, со министерот за дворешни работи, со тие од пописната агенција која де таа завод ли што е тоа, да се бори тоа, доди во јавност, да ги мотивира нашите тука, разбирате, да прави пресконференции. Ништо тоа не беше направено. И сега му се префала се тоа на партијата на Васил Стериовски, што е неприфатливо. Мислам дека тие Васил Стериовски партија да беа едини кои се бореа во тие моменти, едини кои комуницираа, кои праќаа писма, кои се обидува нешто да направат. Ама, слушайте, македонската партија во Албанија е ракатка луѓе, разбирате, тоа не е некој силен политички субјект кој има било какво пошироко влијание. Така. Партиите од албанската коалиција Вреди се со намера да формираат нова етничка академија, така наречена Албанска академија на науки и уметности, паралелна на веќе постоечката Национална академија на науките и уметностите. Имајќи го предвид фактот што кај нас, а и насекаде во светот, Академијата за наука и уметност е национална установа, поврзана со нацијата, односно со државата, а не со етникумите, може ли, односно смее ли таа да биде етницифирана, како што бараат од Вреди? Како ќе го прокоментирате ваквото нивно барање на лидерите од коалиционите партии во Вреди? Знаат ли дека научниците се мерат според умот, а не според етничката припадност? И дали коалицијата Вреди се заплетка во мрежата, односно во пажината, кои им ја сплетија од ДУИ и Европскиот фронт и затоа ги прават можеби ваквите погрешни чекори? Ево уште едно подпрашање 2. Докаде ќе ги одведе ваквиот однос? Треба ли премиерот Мицкоски да им го покаже црвениот картон кој го заслужуваат? Се разбира ако вака продолжат. Видите, коалицијата во нашите услови, каква и да е таа, не е лесна работа. Очигледно е, јас претходно реков, дека интересите за жал на голем дел од албанските лидери во Македонија се надвор од нашата држава, тие се повеќе свртени кон Косово или кон Албанија и должност е, пак ќе повторно, нашите власти македонски тоа да го расчистат, разбирате. Да им покаже црвен картон, мислам дека не е решението, али треба јасно да им се каже дека ова што го барат е надвор од умот. И знаете, ова не е ништо ново. Беше дозволено да се направи стопанска комора на албанците во Македонија, има Сдружение на издавачи албански во Македонија. Сите тие чекори, последниве 30 на години, веднаш по распадот на Југославија, започнати се такви движења, се усмерени, насочени кон федерализација на државата, кон бришењето на нејзиниот унитарен карактер. И на тоа сме сведоци речи секојдневно. Овој најнов изум, да го наречам, на албанската на делото од власта одвлен од албанците во Македонија е апсолутно на таа линија и апсолутно во таа насока. И тоа мора да се осуди. Мислам дека
ставот кој го изрази премиерот е апсолутно јасен, апсолутно чист, дека за такви работи нема да разговара и не треба да се разговара. Меѓутоа, велам, упорноста нивна е сериозна. Ние веќе направивме непростливи грешки на тој план. Тоа е основа и клучна, тоа е јазикот за албанскиот јазик. Ние го направивме рамноправен речи на македонскиот и со тоа на некој начин направивме јазична федерација на државата. И знаете кога некому кој нема право му пружите прстон, ќе бара целата рака. И тоа, точно тоа ни се случува. Значи, грешките се наши и ние сите тие тенденции кои се веќе 30 на години на маса и присутни, крајно е време да ги спречиме и крајно време да расчистиме, уште тоа од почетокот на овој разговор го нагласуваме, дека мора да се каже, ова е македонска држава во која се равноправни сите нејзини жители и нема некој што е онеправдан или по на било кој начин обесправен, разбирате, во оваа држава, вклучувајќи и бугарите кои се ги измислија, разбирате, иако се една група на колку 3504 регистрирани, од кои сигурно 70% се мажени и женети бугари и бугарки во држава и немаат врска со некакво бугарско насledство во нашата држава, или тоа е друга приказна. Значи, и во конкретниот случај треба јасно да се каже, и ми се чини и пораката е јасна, дури и опозицијската СДСМ се изјасни против таквите обиди. Очигледно и тамо се појавуваат некои нови ветришта кои не се капитулански и не се педавнички, и мислам дека тука треба да се обстои и тука треба да им се каже јасно. Такво нешто не може. И ако одат во таа насока, треба да се барат така мерки кои тоа ќе го спречат. Дали од ова што досега го гледаме и слушаме од премиерот Христијан Мицкоски и од председателката Гордана Силјановска-Давкова, може да се каже дека доаѓа крајот на темниот тунел кој ни го креира предходната 7-годишна влада, и дали може да се смета дека веќе се гледа светлото и патот по кој ќе ја водат надворешната политика на Македонија? Видите, се уште ми се чини, се плашам дека светлото на крајот на тунелот не се гледа, али тргнато е во таа насока. И тоа треба да се поздрави. Да се разбереме, тоа е Сизифова работа. Тоа е нешто, речи, Mission Impossible, што би рекле вие во Австралија. Значи, тоа е нешто што е, речи си, недостижно после се што беше направено, после сите отстапки кои беа дадени од страна на нашите досегашни власти. Не само последната од последниве 6-7 години, која беше катастрофална. Да се разбереме. Веднаш по распадот на Југославија, македонската страна, македонските политички фактори попушта, дава концесии нерелевантни, неприфатливи, само за да остат на власт или да дојдат на власт. Све на штета на македонизмот, ако сакате. И, знаете, за постигнати права е многу тешко да ги вратите назад. Така да ние сме во таа гледна точка во една речиси не само неблагодарна, него исклучително тешка ситуација. Меѓутоа, мислам дека власта е апсолутно свесна на сето тоа. Почнуваат чекори во таа насока. Меѓу другото, ево и ова што министерот за култура во Крушево зборуваше само Македонија, македонска, разбирате. Значи, спремноста е тука да се надминат тие стереотипи кои беа негативни и неприфатливи, али велам, да не забораваме дека не се во прашање само интересите на Албанија, Грција, Бугарија, Косово, туку многу пошироки, кои водат во затварање на македонското прашање од самиот почеток на распадот на Југославија, и дека ние тие процеси, тие тенденции мора да ги пресечеме. Колку ќе успева власт, да се надеваме дека ќе биде тоа доволно, меѓутоа нема да ми биде лесно, затоа што Брисел, Вашингтон се против тоа. Едно од вашите следни прашање е и на ставот на Обрајан, разбирате, па ќе го коментираме тоа и подетално од американски аспект, затоа што, велам, тунелот уште е темен, ама
се оди во насока на излезот, кој е далеку се уште, меѓутоа, како вела надежта последна умира, и оваа власт, ако не донесе до излазот, мислам дека ќе промаши својата мисија и на првиот испит ќе падне. Мислам дека сте свесни за тоа и сите овие најави кои ги прават се во таа насока, меѓутоа велам, најавите, нагласувањето дека треба се концентрираме на економијата, на развојот, и така натака, се добри, меѓутоа мора да се свати дека државата е доведена во ситуација кога излезот од клучните прашања е можен само преку драматични промени, преку радикални промени, и ако власта не е спремна на такви чекори, мислам дека многу тешко ќе успее. Потезите мора да бидат радикални. Не може со повторно активирање на надежта дека нашите соседи ќе се опаметат. Нема опаметување. Политиките на Софија, политиките на Албанија, на Тирана, политиките на Атина се вековни. Тие се трајни и тука промени се невозможни ако ние не се избориме за тоа. А тоа може да се избориме не само со надеж дека тие ќе се опаметат, него со наши конкретни потези кои ќе им покажат дека тоа што го прават е надвор од ум, кои ќе им покажат дека тоа што го прават е надвор од умот, е неприфатливо, нецивилизацијско и дека мора се стави крај на тоа. Велам, предизвикот е огромен, задачите се огромни. Јас верувам дека кога малце ќе се удрат и нашата нова власт ќе се удари од зидот, ќе свати дека некои работи се такви какви што се, непроменливи од другата страна, дека, мислам, ќе се заоштри помалце и нашата реторика и нашата акција во одбрана на нашите фундаментални и универзални интереси. Кога сме кај надворешната политика, како ќе оцените досегашната работа на новиот шеф на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, вклучувајќи ги ипотезите кои ги направи со повикување на македонските дипломати на консултации во Министерството за внатрешни работи за да им се преиспитува нивната работа, а и земајќи го погрешниот чекор што го направи со македонскиот амбасадор во Албанија. Имате ли вие некакви информации за што точно разговарале на тие средби? И би сакале да доволно. Сега само да ви кажеме дека ние, бидејќи знаевме дека ќе ни бидете гости, го поканивме Муцунски да присуствува денес на ова емисија, додека ви имаме вие на интервју да одговори на прашањето зошто тоа го направи таков пропуск со амбасадорот македонски во Албанија. Меѓутоа, одговор не добивме, најверојатно е презафатен. Како мислите за досегашната негова работа? Вклучувајќи го сето она, одземајќи го чекорот кој што погрешен кој што го направи со македонскиот министер во Албанија. Мислам дека е добро што ги повика амбасадорите од Вашингтон, од Букурешт, од Рим, разбирате, и чинам дека сите тие не треба се вратат на својата функција, треба да им биде прекината функцијата, бидејќи премора што знаеме што правеле и што превземале, тие апсолутно не заслужуваат да се вратат на своите работни места. Како ќе биде постапено, не знам, некакви натрешни информации немам, меѓутоа велам, самиот факт што се повикани е позитивен. Имаше, спомна пред малку, дали во сегашниот, во најновиот број на вечер, долго интервју на министерот за надворешни работи, во кое кажува, вика, во нашата амбасада во Вашингтон има двајца дипломати. Амбасадорот и уште еден друг. Тоа е, слушайте, рамно на саботажа. Ако главниот светски фактор, разбирате, кој ни е крои судбината, пошто? Ако таму имаме амбасадор кој видовме дека е апсолутно неупотреблив и уште еден друг кој сакал ли неќе мора да биде под власт и под контрола на самиот амбасадор, уствари да, ова не се извинува, ова мислев на Обединетите нации. Ако таму имаме двајца луѓе, значи другиот е Попов, тој е способен дипломат и искусен дипломат, разбирате, во Вашингтон,
и со уште еден човек, што може да направи во Америка? Тој не може да ги прочитаат вестниците, разбирате. Те не може денеска да погледаат телевизија, да соберат основни информации, разбирате. А камо ли да преземат некаква активна политика. И во друго, спротивно на тоа вели дека во мисијата на ОПС и на Обединетите нации во Виена има премногу луѓе. Разбирате? Тотална диспропорција. Нема амбасадори во повеќе држави, разбирате. Како можете вие да разбирате, знаете, да не забораваме дека суштинските, клучните проблеми на Македонија се надворешно политички, дипломатски. Непризнавање на државата, разбирате, блокирање нашите европски интеграции. Што ти не разбирате? Све на меѓународен план, договори катастрофални со Бугарија, со Грција, разбирате. Значи, вие имате состојба каде што зависи од странство, од тие странски, да речам, фактори. И вие дипломатската служба сте ја свеле на ракатка луѓе, се свеле да беше, значи да имавме представништво некоја туристичка агенција во Вашингтон, имавме во неки имаше повеќе службеници и луѓе кои ќе работат во нашата амбасада во Вашингтон. Значи катастрофална ситуација све заедно. Меѓутоа да се тоа промени, да се одредат амбасадори, вели министрот вели дека една група амбасадори се враќаат, им завршува мандатот. Значи, едно чудо проблеми. Да не си му вочевлите, затоа што и да направи, разбирате, ќе биде капка во едно море. Али важно, треба да се почне. Почнато е со повикувањето на овие амбасадори на консултации во државата и му престојат едно чудо активности да ја оживи, да ја стави на здрави ног за нашата дипломатија, а велам, тоа ќе биде долгорочен процес и нема да биде воопшто лесен. Затоа што да не забораваме и во самото Министерство на дворешни работи едно чудо има неквалитетни, има едно чудо партиски војници кои се неупотребливи. Знаете, дипломатијата е занает, а тој занает се учи долго време, а во период кога дипломатијата беше разнебитувана како последниве најмалку 7-8 години, резултатите, односно последиците ќе бидат долгорочни. Господин Николски, со ова последно што кажувавте, ме наведовте до едно друго прашање. Знаеме дека Муцунски е нов дипломат, не толку искусен. Рековте дека дипломатијата е занает и се учи со многу долги годишно искуство. Сте размислувале ли можеби да му понудите една како да барате седба со него и да му понудите ваша експертиза за дипломатијата со тоа што би помогнале на господинот Муцунски? Видите, моето е завршено. Знаете, имаше на времето една изрека за Никсон и Кисинџер која загубија власта и некој рече Никсон и Кисинџер имаат блескава кариера зад себе. Така и мојата кариера е зад мене, мислам. Да, не да работите, него само да го упатите во работи. Може би. Видите, изборот е негов, разбирате. Во секој случај има во држава има доста луѓе, доста колеги мои кои имаат одредено искуство, кои можат да помогнат, разбирате. Меѓутоа, зависи од самиот шеф кој ќе избере околу него, кој ќе го бара за советник, кој ќе бара за некаква експертиза. Јас бил секогаш спремен да помогнам, меѓутоа велам, не е моје ниту да се понудам, не е моје ниту да се ангажирам. Јас преку моите колумни доволно јасно сканувам внимание, како што реков, бев и критичен на власта. Оваа власт донесе светло на некако на крајот на тунелот, иако уште не се гледа, меѓутоа мора да се критикува таа власт, разбирате. Така да мислам дека основниот предизвик за самиот министер е дека во самото министерство треба да направи апсолутно нова селекција, разбирате. Да се направи селекција, таму има луѓе квалитетни. Некои од нив јас и лично ги знам, разбирате. Да се направи нова селекција и да се расчисти со тие што апсолутно се несоодветни, што немаат капацитет да бидат дел од тоа министерство. Во секоја држава
најугледното министерство е Министерство на дворешни работи. Тоа се луѓе кои можат да зборуваат 2-3 јазици. Тоа се луѓе кои треба да бидат експерти за се и стручњаци за ништо, нели така, како што ги дефинираат дипломатите, али во основата е селекцијата. Социјализмот пропадна ради погрешна селекција на кадрите, а социјализмот во основата, кој ќе го читате програмите е како Библијата, разбирате. Во Македонија, после распадот на Југославија, селекцијата на кадри е полоша отколку претходно. И велам, предизвикот за самиот министер е прво во самото министерство да направи нели така една комплетна селекција нова на кадрите, сите што се по мерит, нели така како се вели, според способноста и квалитетите, а не според партиската припадност. И тука треба се издигне и тој самиот над својата партија и не да ги потежира тие што се за ВМРО-то, него да ги потежира само способните луѓе. А меѓу тој може да направи некој совет на поранешни дипломати во кој ќе не така ги користи нивните услуги, иако тие совети често пати немаат никаков резултат. Велам, зависи од него и клучот треба да го бара не во ангажирање на пензионери, него клучот треба да го бара во селекција на кадрите во министерството и само тие што заслужуваат да ги форсира и да ги користи, а тие што се некадарни и да се праќат во други министерства и на некој начин се тргнат да не пречат. Така. Господине Никовски, како ќе ја прокоментирате информацијата која прострои во јавноста пред некој ден, поврзана со учеството на пратениците Антонио Милошевски од ВМРО, ДПМН и Фатмир Бетики од СДСМ на овогодишниот самит на Интерпарламентарната алијанса за Кина во Тајван, но и за наводниот кинески притисок преку дипломатот вработен во кинеската амбасада во Скопје, кој барал да го откажат нивното учество? Мислам дека е тоа наша грешка. Нешто што е насочено против Кина не треба да биде дел во кој ние ќе учествуваме, затоа што Македонија нема да го менува светот, треба да ги брани своите интереси, а на тој начин, сакали не ќе работиме против интересите на Македонија. Кина е денеска вториот фактор во светот, а по многу што е веќе прва економска сила. Кина е нешто што надоаѓа, разбирате. Нејзиното влијание е се поголемо. Македонија може да има исклучително голема корист од тој пати појас кој го спредува Кина, кај што е спремна да инвестира сериозни средства и во источниот дел на Европа и во Македонија. И ние со еден таков исчекор да се конфронтираме и да така се конфронтираме и се поставуваме против Кина е во најмалака глупост. Ние треба да ги браниме нашите интереси, а нашите интереси не се да учествуваме во настани кои се свртени против Кина. Тоа е очигледно интерес на други меѓународни фактори од кои Македонија не сме да биде дел. А за дипломатот што барал да го откажат нивното учество? Видите, нормална должност е на амбасадата на Република Кина да интервенира, да се ангажира, да пледира, да бара, да моли, ако сакате некогаш, да нешто што е против нивните интереси не се случи. Така да и јас кога бив на нивно место, исто би го направил, и наш било кој амбасадор, било каде или дипломат во било која земја, кога тамо се прави нешто што е против интересите на Македонија, треба да оди во министерството, да протестира, да тропа на маса и да каже дека тоа е за нив неприфатливо. Така да тоа е апсолутно нормален дипломатски чекор кој никој не може да го осуди. Ангажирањето на така наречениот експерт Пол Вилијамс од страна на ДУИ и коалицијата Европски фронт, односно ДУИ, најде на големи критики во јавноста, а богами и кај самите македонски албанци, како што е пратеникот Аднан Азизи од коалицијата Вреди, кој на Али Ахмет и ДУИ им порача: државата им припаѓа на граѓаните, не сте ја добиле од таткови, па да ја делете и да продавате парче во парче. Со сличен став
излезе и поранешниот министер за финансии Джевдат Хайредини, кој коментирајќи одлуката на лидерот на ДУИ Али Ахмети да ангажира странски експерт за да разгледаат модел за поделба на Македонија по региони, по примерот на Северна Ирска и на Белгија, го даде следниот коментар. Досега ја крадеа Македонија како целина, а во иднина, според платформата на Пол Вилијамс, ќе ја крадат по региони. Како вие гледате на она што го прави ДУИ и коалицијата Европски фронт? Што сака ДУИ да постигне со ова и дали имате сознание дека Пол Вилијамс е навистина креатор на рамковниот договор? Како ќе ги прокоментирате изјавите на Джевдет Хайредини и на Аднан Азизи, господин Никовски? Хайредини е измореден, разбирате, човекот е принципиелен и сите негови коментари се онака погодок во центарот. Инаку, на оваа тема беше објавен мој текст во Нова Македонија, околу Пол Вилијамс, а кога почна таа безмислица, глупост, уствари отворен начин на ДУИ за рушење на македонската држава, разбирате, преку нејзино целосно, разбирате, уставно реновирање или како сакате уставно анулирање, поточно кажано. Најмногу на сите тие вести се осврна и најшироко пишуваше Слободен печат. Јас напишав одговор на тоа, една колумна која не ми објавија и ќе објавам веројатно, иако малце помина времето во Плюс Инфо каде ме објавуваат без проблеми, во која објаснив додека јас работев во Лондон од 1993 до 1997 година, Пол Вилијамс ми пријде, се јави, сакаше средба, имавме средба и ми кажа дека тој е доктор на правните науки, дека работел во Стејт департментот некое кусо време претходно и се понуди да помогне во нашите напори за одбрана на името. Имав неколку средби, ако не се лажам со него. Човекот ми остави позитивен печаток, дека е упатен, дека ги знае работите и предложив на македонската страна да го ангажираат во нашата борба за името, затоа што ја секоја се залагав странци, експерти странци да земеме, затоа што сами не можеме. Нашите побиче него прифатија и после тоа чув дека тој ми се понуди на албанците, тие го прифатија и беше советник на албанците за време на преговорите во Охрид за Охридскиот рамковен договор. Тој нема никаква врска со самиот договор, али очигледно ги советуваше албанците и тога да се разбереме. Албанците во Охрид добија максимум кој апсолутно беше надвор од умот. Меѓутоа, Охридскиот рамковен договор, како што е и договорот од Нивици, како што е договорот со Бугарија за непријателство, како што е Тиранската платформа, сите тие се резултат, тие се творба на американската администрација, на американските институции, разбирате, и кои се наметнати на Македонија, почнувајќи пред се од привремената спогодба од 1995 година. Така да, таквото манипулација, лага, измислица, измама на ДУИ дека Пол Вилијамс бил креатор на Охридскиот рамковен договор нема никаква врска со вистината, тоа е чиста злоупотреба, а самиот обид да рекомпонираат Македонија е антиуставен чин, разбира. Така да тоа треба да се осуди и тоа се прави или со војна, или со револуција. Во 2001 година направија војна, инсценираа војна, не сами, така, со помош и на НАТО и на другите, и направија комплетна рекомпозиција на државата. Уставот беше, нели така, македонштината во уставот беше уништена макар за 50%, ако не и 70%. И тоа е почеток на уништувањето на македонската нација. После тоа следуваат другите договори кои се велам потекнуваат од исти извор. Значи, Пол Вилијамс нема никаква врска со тоа.
Тоа е само манипулација на Дуи, кој откако испадна од власта, сега сака, додека беше во власт, ја рушија државата од внатре, сега кој испадна, сака да ја рушат државата од надвор. Тоа што го предлагаат е антиуставно. Значи, на Западот е уставотворен, конституционализмот таму е доминантна правна тенденција и се ти во отворено и јавно да работиш напротив на рушење на уставниот поредок на државата, де факто треба да се некој повеќе и на одговорност. Демократијата, знаете, не значи да прави секој кој сака, него тоа се прави, мора да биде во некакви рамки и во некакви според узанси кои се во светот прифатливи и кои се толерираат, а не нешто што е надвор думот. Така да, велам, се тоа измислица на Дуи, се некој обид на Дуи да ја руши државата, овој пат од надвор, и мислам дека на тоа треба да се стави крај, а тоа да се прекинат сите дискусии околу тоа, бидејќи тоа е неприфатливо, али, велам, власта мора да биде тука поодлучна, а што се однесува до медиумите, знаете, во државата има медиуми кои отворено работат против интересите на македонскиот народ и тоа е реалност со која мораме да живееме. Господин Ениковски, како гледате и на критиките поврзани со ребалансот на буџетот од страна на СДСМ, особено на Димитар Ковачевски, доскорешниот премиер? Имаат ли право да критикуваат оние кои неодговорно се однесуваа во изминативе 7 години и кои што 71% од последниот државен годишен буџет кој тие го донесоа, го потрошиле во првите 6 месеци од донесувањето и најболно од се е тоа што никој не знае ни за што ги потрошиле. Единствено што се знае е тоа што ништо не изградија. Како гледате на нивните критики испратени до владата на премиерот Христијан Мицковски? Тие се во основата смешни и жалосни, меѓутоа, знаете, тоа е сценариото кое се повторува секојаш, кое е буџетот во прашање, кога е неговото рекомпонирање во прашање, ребалансот и така. Така да, сиротите кои ќе слушате нивната портпаролка, разбирате, често пати си викате сирома, сирота таа, ова што го зборува, сигурно и таа не верува. Меѓутоа, знаете, улогата си улога и мораат луѓето да си ја завршат, колку и да се свесни дека со тоа изгледаат смешни, изгледаат недоветни, изгледаат неприфатливи, разбирате, ама тоа е тоа. Така да, тоа се, велам, несимпатични работи, сами себе се доведуваат до една абсурдна ситуација и власта многу конкретно и многу со јасни факти, поготово новата министерка за финансии покажа дека до банкрот е доведена државата. Презадолжена е, во последниот период од 7-8 години речи дуплирање долгот на државниот долг, разбирате. Така да на новата власт и на следните последни што ќе доаѓаат нема да им биде лесно. Знаете што е најстрашното од се? Македонија се задолжува, а ниеден од долговите не ги враќа, него ги репрограмира само, знаете. Ние долговите ги враќаме со земање на нови долгови и тоа е прашање само кога ќе банкротираме, не е прашање дали, не кога, саѓате. Затоа што ево сега се земаат пари и овој долгот што е земен од кредитот што е земен, позајмицата што е земен од Унгарија, ќе оди на исплаќање на претходната обврзница, разбирате. Така да, велам, тој систем на репрограмирање на долговите не води никаде. И самиот факт дека ние годинава ќе биде буџетскиот дефицит ќе биде некаде преку 4%, 4,5%, бидејќи како сами што рековте, за 6 месеци е потрошена 71% од буџетот. Тоа значи не да е трошено, него е расфрлено, разбирате. Дека е направено се да новата власт не може да функционира и да државата е де факто донесена до некој макар привремен банкрот. Така да, велам, тие тенденции се страшни, нема да им биде лесно на новата власт и тој реков буџетски дефицит. Секоја година, нели, и према европските стандарди на Европската Унија, тој дефицит може да биде до 3% од БДП-то, од GDP-то, нели така?
али ние тие 3% што се должуваме на околу 300 или 350 обично милиони евра годишно, секоја година ќе има 400-500, разбирате. Ние тие пари не ги враќаме следната година, него следната година тие пари ги репрограмираме, долговите кои се земени и така да има буде магиосен круг прудолу, што значи дека велам. Ако не се преземат сериозни чекори да се штеди и да се води сметка дека задолжувањето не е бесконечна приказна, него дека има свој крај кој е катастрофален, кој имавме, знаеме што се случи надамна во Грција, така да во таква ситуација тешка е Франција, во таква тешка ситуација е Италија, разбирате. Да не зборуваме Јапонија, меѓутоа тоа се јаки економии кои може да се борат со тоа, или најзадолжена држава во светот е се Соединените американски држави, ама таа е така таа империја, економска империја која може тоа да го контролира и да може на тој начин тие така го стимулираат на тој начин својот развој, али велам тоа не може да биде приказна за Македонија, бидејќи ова како што се прави не оди на добро. Убаво рековте дека единствениот излез е во доматинското штедење. Инаку, на почетокот зборувавме за пожарите. Во Македонија изминативе денови беснерат тие, а пред некој ден ја имавме и првата жртва како последица на тие пожари, зашто во моментот упатуваме и сочувство во милијата на починатиот од Куманово. Очигледно е дека пожарникарството како посебна државна установа не е подготвена да се справува ефикасно со ваквите предизвици. Како ќе ги прокоментирате нападите од страна на опозиционата СДСМ, која доскоро беше на власт, а кои напади беа упатени на адреса на владата на Мицкоски, која влада постои нешто повеќе од месец дена? Како не им е срам да критикуваат, а ни збор не кажуваат за беспотребното трошење на повеќе од 71% од државниот буџет, од кои ниту еден денар не беа вложени во пожарникарството? Тоа е исто така празна реторика, смешна во основата, разбирате, а тие пожарникарството го има донесено до нула, разбирате. Авионите, канадерите неисправни, пилотите во пензија, возилата противпожарни стари 40 години, ништо не е направено на тој план, разбирате, а секоја година имаме пожари. Оваа година се најбројни, бидејќи велам, за жал, дождот кој почна одека престана, многу малце. Може би згасна некаде. Така да нема да југасни, за жал, пожарите. Дај Боже, кај што има пожари, да има посилен дожд, разбирате. Значи, една страшна суша, страшно високи температури и знаете, најстрашното е што најголем дел од нив се подметнати. Така да има пиромани, има луѓе кои сакаат да рушат, има луѓе кои се веројатно незадоволни од својата позиција и на тој начин не казнуваат сите нас, а благодарејќи на солидарноста која дојде од Србија, Турција и од Бугарија, дори имаше нешто пратено, разбирате. Од Унгарија и Европската унија пружи, знаете, Републиката во пламен, тоа го кажа и Силјановска Давкова каде беше во Пелинце или во Прокопчински, Републиката е во пламен како филмот, разбирате. Ова што гори, како гори и колку гори е застрашувачко, разбирате. И веројатно новата власт ќе извлече поука од тоа да се инвестира во противпожарните служби, да се тие опремат, вели, не знам колку 200-300 луѓе фалат во систематизациите на противпожарните друштва. Па како ќе се соочите вие со пожарите ако немате луѓе пред се? А да не зборуваме за опремата. Ако немате опрема, вие не можете да зборите против пожарите. Така да беше доведено све до катастрофална ситуација, се направија напори, се презема акции, многу пожари, не знам, 650 и колку пожари имало во последниот месец дена. Тоа во една Америка е бројка која застрашува, не во една Македонија. Да се надеваме дека ќе фатат и дождови, вела дека овие 2-3 дена ќе има повеќе можности за дождови и е жалосно кога се сведуваме на Господ да ни помогне да ги изгасиме пожарите, ама што се вели и без негова помош не е ништо возможно. Да се надеваме дека ќе помогне и тој.
али во секој случај, велам, ова што се случува е катастрофа по многу што. Господине Никовски, како ќе ја прокоментирате одлуката на Скопскиот кривичен суд, кој на поранешниот припадник на ОВК, Блемир Рамадани, осомничен за воени злосторства, му ја замени мерката екстрадицијски притвор во куќен притвор? И како ќе ја прокоментирате изјавата на вице-премиерот Изет Меджити, кој пак за Косовска телевизија изјави дека прават се од себе за да го ослободат, а подпирајќи се на одлуките и одлуката од Врховниот суд кој во минатото ослободил двајца припадници на ОВК, како и негодувањата на српските власти, нарекувајќи го овој потег за скандалозен. Во секој случај непринципиелни потези. Знаете, ако човекот е косовар, а во Македонија го пуштаат на домашен притвор, он нема куќа, нема дом во Македонија, велам, не ги знам деталите, меѓутоа Со адреса во Скопје некаде, сместен во стан некаде. Молам? Сместен во Скопје во стан некаде. Ама видите, све тоа не принципиелно. И ангажирањето на Меджити и повторно таа албанска кауза, разбирате, мора да некои работи да има мора секаде да постојат принципи и не може кој ќе некој мој во прашање принципите да не важат, да кој е ваш во прашање принципите да важат. Или има принципи, или има почитување на законите, или нема. Ова е нов пример, би рекол, не ги знам сите детали, морам да бидам тука малце и воздржан и да со одредена резерва да зборувам. Ова е непринципиелно, ова е надвор од нормалното постапување, повторно одредени потесни интереси доаѓа до израј на сметка на законитоста, на сметка на правдата и слично. Ако некој е и да не подалеку, имаме двајца кои не така од Смилковското езеро кои се одговорни за страшен злочин, разбирате. Се на Косово и Косово не ги екстрадира, разбирате. Значи, имаме и билатерален проблем кој другата страна го игнорира, а ние овдека се правиме, божем сме некакво солидарно друштво или некаква, не знам, хуманитарна организација. Мислам дека е погрешен потез и мислам дека треба да се издржи, да се оди по принципите, по законите, по прописите, а не да се прават отстапки по било која основа. Како ќе ја прокоментирате изјавата на американскиот заменик државен секретар Джеймс О'Брајен, кој за време на неговото преслушување во американскиот сенат рече дека Македонија страда од несогласување со соседите, а тоа се одразува на интеграциите и на постојаното менување на условите, при тоа потврдувајќи дека процесот има два проблема. Едниот е оној со неопходните реформи, а вториот добрососедските односи. О'Брајен посочи дека активно ќе работеле, мисли на Соединетите американски држави, на проблемот со Бугарија, откако во Бугарија ќе се формира стабилна влада. Пред да го слушнеме вашето видување, сакам заради нашите слушатели и гледачи да слушнеме изјавата на О'Брајен. Then in the accession process, there are two kinds of problems. There's actually delivering the reforms that are required, and then there are good neighborly relations. So North Macedonia has suffered because of disagreements with its neighbors, which does change the requirements for it constantly. But also the main issue is an agreement North Macedonia has with Bulgaria. And once Bulgaria has a more stable government, there will have to be discussions about the exact way that gets implemented. So that'll be an area where I expect us to be very active as well. Part of our work diplomatically is to prepare a path so that it maintains the agreement it has with Greece. And I think your meeting and others have helped keep that there so that Greece becomes a friend of North Macedonia's path forward rather than a critic. Same with Albania. Одличен стратешки партнер. Видите, господин Никовски. Да. Ова е дел од американските двојни стандарди. Тоа што го вели тој дека Македонија е попречувана од своите соседи е факт, ама тој тоа не го критикуваш.
Тој зборува за нашите договори, ќе повика на договорот со Бугарија за непријателство, кој е нивно дело, разбирате. А во ниеден момент не рече дека Бугарија излегува од контекстот на тој договор, дека поставува барања кои се надвор од умот. Во договорот за непријателство нема дека треба да го менуваме уставот ни и да ставаме во него измислени бугари. Нема такво нешто. Тој од една страна вели дека Бугарија нема да поставува нови барања, ама вели се она што ние сме капитулирале претходно и нашата претходна предавничка власт прифатила, мора да се исполни. Па што треба повеќе да бара? Ако исполниме све што претходните предавници прифатија, македонскиот народ веќе нема да постои, разбирате. И тој ништо тоа него осудува, не како осудува, него не го критикува, разбирате. Така да тоа е дел од американската двојна политика, која аз претходно реков. Иззад грчките мизерии околу Преспански, односно договорот од Нивици и промената нашето име, се околу договорот за непријателство со Бугарија, свето американско масло, свето американските интереси, кои ги користат овие соседни држави, сега Албанија со тиранската платформа, па се тоа што во меѓувреме се случува, разбирате. Не може да дуи поставува такви барања без да има некакво, ако не зелено светло, барем нели така премолчена согласност од Вашингтон. Така да сето тоа се прикрива, сето тоа се на формален начин нели критикува, али ништо не се превзема. Тие ќе помагале кој ќе дошла бугарска влада, што ќе помагале да ги спроведеме тие неспроведливи барања кои се веќе внесени во преговарачката рамка. Аз сум кажал кога ќе повторам, со сегашната преговарачка рамка, Македонија никогаш нема да влезе во Унијата. Ви го гарантирам тоа, разбирате. И затоа претходно кога нагласивме дека оваа наша власт може би се уште не е свесна, али ќе мора да се освести дека без радикални промени, а тоа сме го објаснили тука само сега да повториме. Таа радикална промена е откажување пред се на вториот протокол со Бугарија. Паѓа ли тој втор протокол крајно безобразен, крајно предавнички, крајно капитулантски, разбирате. Паѓа во вода и преговарачката рамка, паѓа во вода и ултиматума, зашто нашиот барањето да го сменим уставот не е така некаква, да речам, цивилизацијска поставка. Тоа е ултиматум. А ултиматум да ви поставуваат за прием во Европската Унија, па проштавајте. Тоа никој нема право. А за тај ултиматум стои Вашингтон со целата своја тежина. Така да, велам, сето тоа што го зборуваше Обрајан, и тој беше во Скопје, да не забораваме, и знаете што порача во Скопје. Рече со колите, рече стара кола не се купува од опозицијата, рече, и немој да гласате за неја, рече. Затоа што опозицијата е таа која ќе прави промени, опозицијата е таа која ќе го прекине тој капитулантски и предавнички дух кој претходно владееш. Така да велам, сето тоа е една реторика американска која треба да даде впечаток дека нели соседите ви пречат, ама кој стои зад соседите? Господине Никовски, како ќе го прокоментирате тоа што Унгарија го загуби правото да биде домакин на следниот состанок на министри за надворешни работи, а поради ставовите за војната во Украина, и како гледате на ваквиот бојкот на Европската Унија? Видите, и во последниот интервју кој ќе трети пат го спомнува на министрот Муцунски, тој го крева до небеса, што се вика, до вселената, фактот што ние целосно сме ја поддржувале европската, односно дворешната политика на Европската Унија, разбирате. Тоа е грешка. Македонија мора да има своја политика надворешна, се додека не станеме членка. Кога станеме членка, кој ќе имаме директна поголема корист, ајде, ќе се согласиме и да преголтаме се што се бара на таа линија. Меѓутоа, Орбан и Унгарија, делумно и Полска, се држави кои покажуваат дека Брисел не може да доминира и да диктира и да поставува ултиматуми како во случајот со промена на нашиот устав.
Значи, велам, мора му се даде, да му се даде почит на Орбан со неговите ставови и не знам дали ја забележавте неговата изјава после посетата на Москва и на Пекин, кога рече следуваат промени какви што немало 500 години, разбирате. И тука го става во прашање и опстанокот на Европската Унија, бидејќи со политиката која ја води моментално Европската Унија, таа е де факто протекторат на Соединетите американски држави. Тие прават се што им каже Вашингтон на дворешно-политички и безбедносен план, а тоа не е во интерес на Европа. Прво, знаете, Европа не може да биде интегрирана без Русија. Не може, разбирате. А сега, конфронтацијата, тоа не е интерес на Европа, конфронтацијата која е меѓу Украина, ствари војната меѓу Украина и Русија, е ствари конфронтација меѓу Америка и Русија. И велам, во тие дадени услови, Орбан е единствен кој покажува дека чекајте луѓе, дајте малку да се освестиме, дајте малку повеќе да се осврнеме на европските интереси. И за тоа мора да му се честита, разбирате, и мислам дека казната која му ја направија со околу тој министерски состанок е само еден очајнички обид на Европската Унија да го вразуми, бидејќи ставот на Орбан према војната во Украина е апсолутно исправен. И мислам дека полека и другите членки на Унијата морат да сватат, иако тоа тешко ќе оди, покај другото, имајќи предвид дека Полска, земјите од Естонија, Латвија, Литванија се мислам за што поголема конфронтација со Русија и тоа е штетно за Европа. Дали повлекувањето на председателскиот кандидат Џо Бајден од понатамошната трка за председател на САД за вас беше изненадување и каков е вашиот став за новата кандидатура на демократите, а тоа е кандидатката Камала Харис? Колку новата кандидатура на демократите ќе му го отежни патот на председателскиот кандидат од републиканците Доналд Трамп? Видите, прашање беше само кога ќе се повлече Бајден. Тој веќе не е способен да биде ниту председател на Соединетите американски држави, камо да има нов мандат од 4 години. Велам, прашањето беше само кога ќе се повлече, не дали. И сега мислам најновата најнова изјава е дека ако не биде спремен да ја заврши својот мандат, тој ќе се повлече. А и тоа не треба да се исклучи, бидејќи велам, човекот е очигледно веќе по многу што неспособен да води било која држава, да не зборуваме најглавната светска единствена суперсила. За Харис тешко е да се каже, меѓутоа не заборавајте, јас навивам за Трамп да бидеме отворени, затоа што мислам дека тој се бори против тој американски естаблишмент, според кој беше председател Џон Кенеди, па требаше да биде неговиот брат, беше Буш, па беше неговиот син, па требаше да биде другиот син, беше Клинтон, па требаше да биде неговата сопруга, беше нели така Обама, па се зборуваше неговата сопруга, што е тоа ако не истото што се случува и во Кореја. Дедото, синот, фамилиарно степо. Па другиот внукот и така натаму. Велам, тој естаблишмент де факто покажува дека тоа е Америка на корпорациите, дека Америка е на војниот сектор и слично, разбирате. Така да мислам дека тој се обидува да биде против еден таков центар кој ќе диригира со американската политика. Го почитувам особено што за време на минатиот мандат не отвори ни една војна, како што веројатно нема друг председател кој не отпочнал војна во светот, така да и тоа го ценам. Иако е контравезен по многу што и мнозина не го сакаат, али велам, има квалитети кои мене ми се бендисуваат, али Харис, знаете, прво е мелескиња, така да црнците во Америка
црната популација, афроамериканците во добар дел ќе гласаат за неа, таа е жена, еден голем дел од женската популација ќе гласа за неа и првите нели така анкети покажаа дека таа во мала предност пред Трамп. пред Трамп. Тоа ништо не мора да значи, бидејќи има доста време и знаете, после таква една промена сериозна, нормално е дека таа поддршка за неа беше нагласена. Ќе биде неизвестна, аз мислам сепак дека победата на Трамп не е доведена во прашање и дека човекот, како што изјавуваше, дека по многу итно, по една брза постапка ќе направи све да прекине војната во Украина, што велам во дадената ситуација е најважното за Европа, а и најважното за светот во целина. Така. Господине Никовски, ни беше чест како и секогаш. Верувам и овој пат го задржавме вниманието кај сите наши слушатели и гледачи. Ви благодариме, да ви посакаме се најубаво кај вас, убав викенд и неодминливо ве оставаме со желба да се чуеме наскоро пак овде на Македонски корени. Пријатно до слушање и секако скоро довидување. Ми беше задоволство, поздрав до сите наши каде и да се. Македонија ќе успее, разбирате. Новата власт дава надеж. Мислам дека ќе биде наскоро сватено дека мора се оди на порадикални чекори, бидејќи, знаете, кога ќе видите дека работите не функционираат, присилни сте да преземате порадикални чекори. Мислам дека тоа ќе се случи, али во секој случај Македонија ќе успее и ако беше можно македонците да бидат унишени, ќе ни се случи тоа одамна. Ние сме неуништиви и такви ќе бидеме и понатака. Поздрав за сите, благодарам за вниманието. Остануваме во контакт, се слушаме наскоро овде на Македонски корени. Да сме живи и здрави.